Имам чувство дека еве на некоја недела пред официјалниот почеток на кампањата се расправаме за се и се што, само не за тоа што треба на овие избори. Дали некој ќе ни ги испразни контејнерите, ќе ги замете улиците, ќе го реши сообраќајниот хаос, ќе ги пополни дупките, ќе направи некоја нова улица, игралиште, па можеби базен или луна парк. Рака на срце, голем дел од кандидатите на ВМРО ДПМН зборуваат за сето ова, но нивните зборови, нивните идеи се паднати во втор план, се губат во ветрот, поради едно многу вешто сценарио кое во својата безидејност со сета силина го турка опозицијата и сите оние самопрогласени граѓански сателити кои секогаш се враќаат од заборав и никнуваат како печурки кога СДСМ е во опозиција им треба помош на изборите. Секако помош имаат од длабоката држава, термин со кој сакам да ги опишам поврзаноста на олигарсите кои се наполнија со милиони за време на СДСМ и ДУИ со разузнавачките структури кои тргуваат со информации и манипулации, испреплетените медиумски пипала на овој октопод, уличните гангстери и кланови, невладините организации, клонирани на секаде и секако клучниот фактор што овој брак од интерес обстојува странскиот елемент. Тоа се оние структури инфилтрирани во секоја пора од општеството и кои цветаат додека СДСМ е на власт, а живеат во страв кога ВМРО ДПМН ќе превземе палката во рацете. Страв дека губат моќта и парите, страв дека може да бидат разоткриени и секако страв дека конечно ќе одговараат за тоа што над 3 децении ја држат Македонија во мрак. Не знам колку пати во изминативе години, пред промената на власта предупредував дека паѓањето на СДСМ и ДУИ од власт е само првиот чекор, дека вистинската борба доаѓа отпосле, кога ќе треба да се води битка со нивните остатоци кои се длабоко вкоренети во системот, а кои нема лесно да се предадат. Предупредив дека со канџи ќе гребат на сите страни само да ја спасат својата кожа. Тие се хранат од туѓата несреќа, од тагата, гневот, па и од жртвите на тој трул систем, кој сами го изградија и упорно го одржуваат. Токму затоа зборуваме за убиства и несреќи наместо за идеи и развој. Тоа е нивната цел.